Сигурен во победата во вториот круг за Скопје, Орце Ѓорѓевски веќе одржа неформална координација со новото владеачко мнозинство во градскиот совет, предводено токму од неговата матична партија за првите активности како градоначалник. Не е загрижен за најавите на неговиот против кандидат Амер Мециновиќ за можна меѓусебна поддршка на левица ДУИ СДСМ. Иако ако победи, ќе има стабилно мнозинство зад себе, Ѓорѓевски ветува соработка со сите советници, вклучително и со опозицијата. Добро да се погледнат и анализираат резултатите, да видиме во кои делови левица има добиено поддршка, што значи дека јас сметам дека и во првиот круг имаше левица во Скопје поддршка од Демократската унија за интеграција, но како што кажав, мој фокус ќе биде да добиам поддршката од сите скопјани. Се надевам дека освен нашето мнозинство ќе добиваме за одлуките поддршка, односно консензуално ќе бидат носени и со поддршка на останатите советници кои што ќе бидат партиципиенти во истиот совет. Денеска ќе разговараме за најгорливите прашања кои што ќе ни бидат сериозен фокус до нова година. Отворени врати за соработка понуди Даме Димитровски, носителот на листа на советници на ВМРО ДПМН. Мнозинството кое ќе биде базирано на принципи, на чесен и на достоинствен однос ќе се базира на 9 темелни политики кои се поставени. А тоа се намалување на загадувањето на воздухот, систем за современо управување со отпад, брз и доверлив систем за јавен транспорт во градот, јавни простори за скопјани, велосипедизам и други алтернативни начини на превоз за скопјани, безбеден сообраќај за најмалите во Скопје, Скопје град на културата, Скопје центар на наука и технолошки развој на Балканот и, најважно, отворен совет, транспарентност и одговорно управување со буџетот на градот. Изминативе 4 години се покажа дека градскиот совет без сигурно мнозинство и кој не е во соработка со градоначалникот може целосно да го наруши функционирањето на метрополата. ВМРО ДПМН со 18 мандати и владините партнери ВЛЕН со 6 и ЗНАМ 1 освоија апсолутно мнозинство со 25 од вкупно 45 советника. Останатите засега припаѓаат на опозицијата, и тоа левица и ДУИ освоија по 6 мандати, СДСМ 5, коалицијата Искуство за успех преку ЛДП освои 1 мандат и 2 мандати припаѓаат на независните листи. Ѓорѓевски влегува во вториот круг како фаворит, имајќи ја предвид разликата во гласови со Мециновиќ од првиот круг. Катерина Нешкова, Сител телевизија.